Глава прва. Во зајачката дупка. На Алиса веќе и беше здодеало да седи до сестра си покрај реката. Немајки што да прави, 2-3 пати дзирна во книгата што ја читаше сестри. Ама внатре немаше ниту слики, ниту разговори. А што ќе ти е книга? Си помисли Алиса, без слики или разговори. Па така, си размислуваше во себе, колку што можеше од жешкиот ден се чувствуваше многу сонливо. Дали вреди да стане и да собира бели ради, за да си направи венче, кога одеднаш еден бел зајак со розови очи претрча покрај неа. Не дека тоа беше некаков посебен настан, не дека Алиса си помисли дека има нешто необично во тоа, што зајакот наеднаш си рече: "О леле, баш ке задоцнам." Подоцна и текна дека требало да се позамисли, но во тоа време сето ова и се чинеше сосема природно. Но кога зајакот зеде и извади часовник од џебот и го погледна, а потоа продолжи да вјаса, Алиса скокна на нозе. Оти и текна дека никогаш дотогаш не видела зајак кој има џепче во елечето, ниту пак зајак со часовник во џепчето од елечето. Па така, горејќи од љубопитност, потрча низ полето по зајакот. Токму пред тој да скокне во една голема зајачка дупка под живата ограда. Во следниот миг, ете ја Алиса како скокна по него, не ни помислувајќи како воопшто ќе излезе од таму. Зајачката дупка едно време беше како тунел, а потоа ненадејно понираше надолу. Толку ненадејно што Алиса немаше време да мисли како ќе застане пред да почне да паѓа низ еден навистина длабок бунар. Или бунарот беше многу длабок, или таа паѓаше многу бавно. Оти додека траеше падот, имаше еден куп време да ги разгледува наоколу и да се прашува што ли ќе се случи понатаму. Прво, се обиде да погледне долу и да види што има таму. Ама ништо не се гледаше од што беше мрачно. Потоа ги разгледа страничните ѕидови на бунарот и виде дека беа преполни со краденчиња и полици за книги. Овде-онде ќе видеше географски карти и слики закачени на шајки. На поминување си зеде текла мармалат од една полица. На неа пишуваше: "Мармалат од портокал." Но на нејзиното големо разочарување, теглата беше празна. Не сакаше да ја фрли, за да не убие случајно некој таму долу. Па успеа да ја стави во едно креденче додека паѓаше покрај него. Значи, си помисли Алиса, по ова искуство, тркалањето по скали за мене ќе биде мачки на кашлица. Колку ли храбра ќе ме мисла дома? Па и од покривот на куќата да падна, нема да се жала. Што всушност и беше вистина. Долу, најдолу, подолу, ќе заврши ли некогаш овој пат? Баш ме интересира колку километри сум поминала досега, рече гласно. Сигурна сум дека некаде кон центарот на земјата се наоѓа. Чекај да видам, тоа се околу 6500 километри надолу. Ми се чини... Оти знаете, Алиса беше научила по нешто на училиште, иако ова не беше најдобрата пригода да се покаже колку знае, бидејќи немаше кој да ја слушне. Сепак сметаше дека е корисно да се повтори. Да, горе-долу толку изнесува далечината, но во тој случај се прашувам, до која географска должина и ширина сум стигнала? Алиса немаше поим што се тоа географска должина и ширина, ама беше убедена дека тоа се паметни зборови. Алиса продолжи да се зборува. Баш ме интересира дали ќе паднам директно низ земјата. Колку смешно би било да излезам помеѓу луѓето кои одат со главите надолу. Антипатиите, мислам. Во тој миг и беше мило што нема кој да ја слушне. Оти зборот не звучеше баш како што треба. Ама ќе морам да ги прашам како се вика нивната земја, нели? Се извинувам, господјо, дали е ова Нов Зеланд или Австралија? Тука се обидуваше да се поклонува додека зборува. Замислете си како се поклонувате додека паѓате низ воздух. Колку ќе ме мисли дека сум неука,
бидејќи сум поставила такво прашање. Не оди да прашувам. Може би ќе стои напишано некаде. Долу, надолу, подолу. Немајки што да прави, Алиса пак почна да се зборува самата со себе. Сигурна сум дека на Дина многу ќе и недостигам вечерва. Дина беше мачката. Се надевам дека ќе се сетат да го наполнат чиничето со млекце кога ќе дојде време за чај. Дина, мила моја, каму да беше тука со мене? Овде во воздухот нема глувци. За жал, но може би фатила лилјек или лилјекот е сличен на глувче, нели? Ама јадат ли мачките лилјеци? Се прашува. И тука на Алиса почна да и се приспива, па продолжи сонливо да си повторува. Дали мачките јадат лилјеци? Дали лилјаците јадат мачки? Оти знаете, бидејќи не може да одговори на ниту едното, ниту на другото прашање, не беше битно како ќе го постави. И се чинеше дека задремува и само што беше почнала да сонува, дека шета фатена за рака со Дина и вели најсериозно. Дина, те молам, кажи ми ја вистината. Си изела ли некогаш лилјак? Кога наеднаш, туп, се струполи врз куп гранчиња и суво лисје и патот заврши. Алиса не беше воопшто повредена, па веднаш скокна нанозе, погледна нагоре, но се беше темно. Пред неа се протекаше уште еден долг ходник низ кој се уште можеше да го види затрчаниот бел зајак. Немаше време за губење. Алиса заита ко ветер и токму пред тој да скршне за денуќоше, успеа да го слушне како вели. Тешко ми на ушите и мустаките колку сум задоцна. Беше близко зад него кога таа скршна за ќошето. Но зајакот веќе никаде го немаше. Алиса се најде среде долг низок ходник, осветлен од редици светелки што висеа од таванот. Во ходникот имаше врати, но сите беа заклучени. И кога Алиса ги провери сите од едната па и од другата страна, потиштено зачекори низ средината на ходникот, прашувајќи се како ли ќе излезе одовде. Наеднаш најде на тривножно масиче, сето направено од стакло. Врз него немаше ништо освен едно малечко златно клуче. Па првата помисла на Алиса и беше дека можеби му припаѓа на една од вратите. Но, или клучалките беа прешироки, или клучето беше премало. Но како и да е, не пасуваше на ниедна врата. Сепак, при вториот обид, најде на долга завеса што ја немаше забележено до тогаш, зад која имаше вратиче високо 14 сантиметри. Го пикна клучето во клучалката и на нејзино големо задоволство тоа пасуваше. Алиса ја отвори вратичката и виде дека води кон мало ходниче, не поголемо од дупка за стаорец. Клекна низ ходничето, здогледа невидена прекрасна градина. Колку копнееше да излезе од тој мрачен ходник и да прошета низ тие цветни леи и жуборливи чешмичиња. Но низ вратата не можеше ни главата да си ја пикне. Па дури да ја протнев главата, си помисли кутричката Алиса, што ќе прави без рамената? Колку би сакала да се склопам како Дурбин. Мислам дека би можела да знаев само како да почнам. Оти знаете, толку необични работи се случија на Алиса во последно време, што почна да си мисли дека речиси ништо не е вистински невозможно. Алиса си помисли дека веќе нема зошто да чека пред вратичката, па се врати кај масата, надевајќи се дека можеби таму ќе пронајде уште еден клуч или ако ништо друго, книга со упатства за тоа како човек да се склопи како Дурбин, но овој па таму имаше шишенце, што сигурно не беше тука претходно, рече Алиса. А околу грлото му висеше хартиена ознака на која пишуваше: Испи ме, со убаво испечатени големи букви. Дека пишуваше Испи ме, пишуваше, но умната Алиса немаше намера веднаш да го стори тоа. Не, прво ќе погледнам, рече, да видам дали на него пишува отров или не. Отимаше прочитано неколку симпатични приказни за деца кои се изгореле или гизеле диви животни и други непријатни створови само за тоа што упорно не ги запомнувале простите правила на кои ги научиле нивните пријатели.
а тоа се дека вжарената маша ќе ви изгори ако предолго ја држите и дека ако си го исечете прстот многу длабоко со нож, тој ќе крвари. Така таа никогаш немаше да заборави дека ако го испие поголемото количество од шишенцето на кое пишува отров, тогаш порано или подоцна тоа ќе ви создаде тешкоти. Сепак, на ова шишенце не пишуваше отров. Па Алиса се осмели да го проба и бидејќи се допадна, всушност имаше вкус што беше мешавина од колач со цреши, крем, ананас, печена мисирка, карамела, како и топол тост со путер, и напресо го испи сето. Колку чудно чувство, рече Алиса. Сигурно се склопувам како дурби. А така и испадна. Сега беше висока само 12 сантиметри. Очите ѝ засветкаа кога свати дека беше толкова, за да може да протегне вратата и да влезе во прекрасната градина. Но прво почека неколку минути да види дали уште повеќе ќе се смали. Ова малку ја загрижуваше. Оти може се да се сврши, нели? Си рече Алиса. Со тоа што сосема ќе згаснам како свеќе. Баш ме интересира каква би било тогаш. И се обиде да си замисли каков е пламенот на свеќата откако ќе се изгаси. Оти до тогаш немаше видено такво нешто. По некое време, кога виде дека ништо не се случува, реши веднаш да излезе надвор од градината. Но утрата Алиса, штом стигна до вратата, свати дека го заборавила златното клуче, а кога се врати кај масата да го земе, виде дека немаше како да го дофати. Тоа јасно се прозираше низ стаклото, па таа упорно се обидуваше да се изјази по ногалките на масата, но што за жал премногу се лизгаа. Кога се премори од пробување, кутричката си седна на земјата и се расплака. Ајде, на што личи ова плачење? Остро си пререче Алиса. Веднаш да си престанала. Општо земено, таа себе си даваше одлични совети, иако ретко се случуваше. И некогаш толку строго си се прекоруваше, што се доведуваше самата до солзи. Еднаш дури и се обиде сама да си удри шлаканица, откако се фати како се мами себе си во една игра крокет што ја играше самата против себе. Оти ова чудно дете многу сакаше да се преправа дека се двајца луѓе. Но сега нема смисла, си помисли кутрата Алиса, да се преправам дека сум двајца. Од мене нема останато николку за еден пристоен човек. Наскоро во очи ѝ падна едно стаклено кутиче што лежеше под масата. Го отвори и внатре најде мало колаче на кое со прекрасни букви од бобинки пишуваше: "Изеди ме." "Епа, ќе го изедам," рече Алиса. "И ако ме направи да пораснам, ќе можам да го дофатам клучето. А ако ме направи уште повеќе да се смалам, ќе се протнам под вратата. Но како и да е, ќе влезам во градината, па баш ми е гајле која од овие две работи ќе се случи." Изеде малце, па возбудено се праша: "Накаде? Накаде?" држејќи ја раката врз темето за да види во кој правец расте. Се изненади кога свати дека ниту пораснала, ниту се смалила. Секако, ова најчесто се случува кога се јаде колач. Но Алиса толку се внесе во тоа да очекува да се случуваат само необични работи, што и се чинеше дека е здодевно и глупаво животот да го продолжи да го се одвива на вообичаен начин. Па се фати за работа и наскоро го изеде целото колаче.